На што САД ги темела царините? На царините воведени кон нивните производи или пак на дефицитот во трговската размена? Во случајот, например, со Македонија и двете не се совпаѓаат. Во 2024 имаме дефицит од речиси 80 милиони долари. Ниту пак имаме воведено царини од 65%, освен 60 за тутунот кој што воопшто и не се увезува од САД. А зашто станува збор, за грешка или погрешни информации, како што вели премиер? Овој инструмент го реализира председателот Трамп. Он имаше 4 елементи во предвид. Првиот елемент е трговскиот дефицит, што го има Соединетите американски држави со земјата во која воведува реципрочна царина. Вториот елемент, царините во тие земји и нетарифните мерки, еластичноста на увозот и така натаму. Кога ги земаат за овие пресметки, ги земаат статистичките податоци на Соединетите американски држави. Имаме ние подготвени некои телопи може да додат во позадина. Ако ги погледнеме овие тапки, овие податоци, ќе видиме дека Македонија има трговски дефицит со Соединетите американски држави според нивната статистика. Тој дефицит изнесува според овие податоци 113 милиона долари. Они според нивните податоци има 60 милиона и 635 илјади долари е извозот на Македонија во САД, 173 милиона е увозот во Македонија од САД. Ова значи дека Македонија според нивните податоци има суфицит во нејзината трговија од аспект на Македонија, од аспект на Соединетите американски држави има дефицит. Врз основа на формулата која што администрацијата на председател Трамп има направена, таа формула е следнава. Трговскиот дефицит се дели со вкупниот износ на увозот од одредена земја, во овој случај на увозот од Македонија според статистичките податоци за САД, и тоа се поделува со 2. Ако гледаме во македонскиот пример, тоа е 113 милиона долари дефицитот што го има Македонија во САД според америчката статистика, и македонскиот извоз во САД изнесува 183 милиона, кои ги поделиме овие две бројки и после со двојка, со 2 се подели на крај ќе 32,55%. Тоа е процентот на царината.